Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Народот вели, образ ѓон. Се потврди дека СДСМ е фалсификаторска партија. Денес, како меур се распрсна лагата креирана од СДСМ фалсификаторска преку безброј лажните вести изминатиот викенд кои што ги креира, а во врска со наводното посетување на фитнес центар од страна на претседателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски во време на воведена вонредна состојба. Институционалната истрага од страна на Министерството за внатрешни работи, преземајќи ги сите протоколи за утврдување на случајот, се потврди дека оваа снимка е од пред повеќе од половина година и дека се е согласно законот. Значи СДСМ фалсификаторска свесно лажела и свесно ги лажела и манипулирала граѓаните, вклучително и новиот портпарол за лаги и фалсификати во СДСМ, поранешната пратеничка Снежана Калеска-Ванчева. Но, благодарни сме што целата оваа хајка излезе на површина дека СДСМ фалсификува и шири лажни вести. Затоа, мораме да нотираме неколку точки. Под број 1. СДСМ фалсификаторска директно стои позади монструозното креирање на лажни вести кои имаат за цел да дискредитираат политички противници, како во конкретниот случај претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Под број 2. Бараме. Уште веднаш бараме јавно да се извинат од СДСМ фалсификаторска за ширењето на лажни вести и свесно замајување на јавноста. Број 3. Јавно прашуваме и бараме да се истражи до крај кој го следи претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и ја загрозува неговата безбедност. При тоа да се најдат нарачителите на истото следење, нормално, бидејќи слободата на човекот е право загарантирано со Уставот на Република Македонија, бараме истите да одговараат пред институциите соодветно. Бараме кривична одговорност за сите инволвирани во оваа хајка и нарушување на безбедноста. За крај, многу едноставно можеше да се воочи од каде произлегува оваа конструкција на лажна вест, имајќи во предвид кој беше најгласен околу незе. Со објавените соопштенија и пресконференции, како и со луѓето кои ја ширеа оваа лажна вест преку интернет просторот, очигледно е кој е конструктор на овие лаги и лажни вести кои беа презентирани во медиумите. Како што лажат за ова, лажат за се друго. Затоа, денеска, граѓаните видоа кој шири лажни вести, а тоа е штабот позади мене на оваа фалсификаторска партија, партијата СДСМ. Извинување и собирање на јавниот срам е најмалку што можат уште веднаш да направат во СДСМ фалсификаторска. Но сепак, тоа може да го направат луѓе кои имаат срам, а не луѓе во СДСМ кои што немаат срам. На самиот крај би сакал да искористам прилика да одговорам и да реагирам на пресконференцијата на Коста Петров. Господина Коста Петров, ова не е шоу бизнис, како што сте навикнати од каде што доаѓате, не е ниту Евровизија, туку е реален живот во кој што живеат граѓаните на Република Македонија. Во тој живот вашиот партиски шеф и вашата влада првите 3 месеци од годинава украдоа од буџетот 120 милиони евра за корумпирање, мислејќи дека ќе има избори го заложи секое семејство за дополнителни 15.000 денари. Сега во тој реален живот владе и трас судство и корумпирано обвинителство кое го создаде и состави твојот лидер Зоран Заев. СДСМ Грчевито се бори за противправното земање на пари на рекетарското СЈО и од петни жили се труди рекетарската дружина на чело со Катица Јанева и нивните роднини, вработени во администрацијата, да земат награди од над 2 милиони евра во услови на корона пандемија. Затоа, ВМРО ДПМН поднесе представка пред Уставниот суд и судот не може да донесе никаква поинаква одлука освен да го почитува правото како што налага. И Коста Петров и Зоран Заев треба да знаат дека се повеќе луѓе во државата се охрабруваат и се спротивставуваат на диктатот и лудилото на оваа власт на СДСМ, која што за многу брзо ќе биде сменета.